Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Вкусот на традицијата. А ние со нашиот тим ве поздравуваме од нашата кујна во комплексот Златно буре Кучково. Верувајте дека само што ќе влезете во предворието на комплексот Златно буре Кучково, кога ќе ги отворите портите, се е зелено, прекрасни цвеќиња, такви убави, разеленети дрвја, сенка, ладовинка. Овде е место за уживање, но и за пробување на убави традиционални специјалитети. Ние во македонската традиционална кујна имаме и текако јадења кои што потсетуваат на дом, на топлина, на љубов. Едно од тие јадења е и сармата. Но, затоа што живееме во едно лудо време, каде што не знаеме каде попрво да се завртиме, домакинките одлучиле да си олеснат работата. Да го добијат истиот вкус да се јаде сарма, а да не ни зема толку многу време додека ја подготвуваме. Таква е и ова денешна сарма што ќе ви ја направам, растурена или мрзлива сарма од лозов лист. Сега е времето за сарма од лозов лист. За да ја направите оваа сарма, вас ќе ви бидат потребни 6-7 снопчиња на млад лозов лист, кој што ќе го обарите само неколку минути во вода. 6-7 нека има поубаво. 500 грама мешано мелено месо, јунешко и свинско. 1 рендан морков, неколку чешниња лук насечкани. Едно мало филџанче ориз или ако користите од 2 децилитри шолја, половина нека биде со ориз, 1 главица кромит, 1 патлиџан, 3 јајца, 3 до 4 лажици павлака, вода по потреба, масло по потреба, 2 стракчиња млад кромит, колку да му даде уште поинтересен вкус. Потоа, од зачини ќе ни требаат сол, бибер во зрно, малку ќе ви треба 1 супена лажица црвен пипер, малку мешан сув зеленчук и малку буковец. Да почнеме со работа. Најпрвин што ќе направам? Најпрвин ќе го пржам месото. Додека месото се пржи, јас ќе ги исчистам лозовите лисја. На малку масло ќе ставиме прво, кромидот да си се испржи. Ова беше една главица голема, делува како 2 главици да има. Ама нека има. Од многу кромит не боли глава. Од многу кромит. Колку има повеќе кромит во јадењето, толку е подобро. Нема да ставиме сега сол, затоа што треба да омекне, да пушти вода, да се запржи убаво. За тоа време ќе го сечкам лозовиот лист. Ќе оставам само неколку за одозгора да ја покријам сармата. Само во вода ќе ги попарите. Неколку минути, толку. Вака ќе ги редам и ќе ги насечкам после. Да промешам. Колку се убави млади лисјата, прекрасни се. И повторно ќе го имаме вкусот на сарма, а нема да изгубиме време. Колку време е потребно
да се испржи еден кромит, морковче, многу малку време треба. Ево, овие дури рачките им се заеднички, така се редени убави. И на едно. Така. Значи, може и кромидот и месото можете заедно да ги ставите. Значи, месото и кромидот заедно, а потоа ги додаваме другите работи. Еве го сега и мевцето. И не треба многу заради тоа што тоа после се крчка. Значи малку само. Да се запржи мевцето малку, да се запржи кромитчето, морковчето. И после ќе му ги наредам за чините. Сега ќе намала малку, да не се подгори мевцето. Сега оно ќе пушти вода. Така. Додберам убави лисија за одозгора да ја покријам сармата. Мислам дека овие ќе бидат доста. Да, ќе бидат доста овие. Како убаво мириса. Прекрасно. Ајде сега да промешам. Само ќе видите што ќе направам сега. Значи, во потребни состојки може и не мора, дали сакате или не сакате, јас ставам еден патлиџан. Тоа е по моја желба, ама ќе видите како, затоа што ќе ја догледате емисијата до крај, ќе видите каде го ставам патлиџанот и зошто ги оставам овие лисја. Значи, ќе го наредам патлиџанот, па потоа му ги ставам, веднаш ставам јајца и ова. Се заедно печам. И јајцата и павлаката одозгора ги покривам со лисја. Еве, што убаво си се пржи мевцето. Всушност ја затворам сармата. И потоа налевам со вода. Ќе треба уште малку масло. Масло околу 2 децилитри сигурно ќе отиде, но ќе ни треба и околу 4-5 супени лажици за запршката одозгора. Не може сарма да направиме, а да нема запршка одозгора. Тоа не ја бива таа работа. Ете така. Ајде уште овие да ги проверам. Тие што се поубави и поголеми ги тргам настрана да ми служат за затворање на сармата.
Можете и 10 снопчиња да купите. Значи, колку и да ставите, ќе биде убаво. Колку и да одлучите да ставите. Така, сега ќе го ставам и морковчето. А младото кромиче и лукчето пред самиот крај ќе ги ставам. А патличанот ќе го пресечам на тенки крупчиња. И тој малку исто така ќе ја закисели сармата. Готова сум со лисјата. Така, ќе го тргнам ова настрана. Овие се доста за покривање. Сега ќе ги насечкам лисјата. Така. Еве сега ги растураме вака. Така. Сега ќе наредам првиот ред и вака, како тестенини, знаете кога се прават свежи. И да го покриеме дното на тавата. Малку трпение треба. Ете така. Сега ќе го додадам лукчето. И младото кромиче. Така. Сега ќе ги наредам зачините. Сол, а малку мешан сув зеленчук, така, малку буковец и малку црвен пипер и тука ќе ставам покрај запршката што ќе ја направам. И неколку зрна бибер. Промешувам. Ете, гледате, полно беше тенџерето, еве го на половина дојде. Сега го ставам оривчето и тоа е тоа, филот е готов. И оривчето една минутка еве вака да се пропржи. И добро е. Сега ќе го принесам тука.
Врз првиот ред на лозовите лисја ставам од филот, половина од филот. Ете така. Сега ќе ги ставам и останатите. Каков убав мирис имаат, прекрасно нешто. Сега го ставам и остатокот од филот. Така. Сега ова можам да го одложам настрана. Ќе го избуткам вака секаде да има. Сега ќе му го ставам патлиџанот. На тенки кругови. Овој убав скопски јабучар. Знаете што прави чудо ваков патлиџан кога ќе ставите? Не можете просто да си поверувате дека токму овој еден патлиџан знае да направи чудо со јадењето. Ете така. Сега ќе ги изматам јајцата со павлаката. И ова ќе го печете цело време под фолија. Значи околу 40 минути, а последните 10 минути отворено. Ставам малку сол. Така. Малку масленце. Ајде сега и павлаката. Не подсврста, но ќе се раствори. Имаме друштво ластовички овде колку сакате. Имаат гнездо, велат не се растуран или гнездото на ластовичките. Она ќе се стопи, значи не мора да биде идеално, затоа што ќе се стопи во текот на печењето. Сармата од лозов лист одлично одговара со павлака, со кисело млеко, со јогурт. Така. Значи реков дека не треба совршено да биде, оти ова се ќе си се стопи внатре. Ете така. Сега ќе ја затворам,
Не, ја заборавев за пршката. Леле, ставам масло. Така. Само со црвен пипер ќе се направи. За пршката да го добиеме оној волшебен мирис. Црвениот пипер, една лажичка ќе ми треба. Така. Само ќе внимавате, значи да не загори пиперот. Тоа е многу важно. Затоа, за да не ми загори, сега ќе го ставам, додека уште не е врел зејтинот. Така. Значи, само што ќе почне да крчка, тргајте го. Еве го. Не мора така да жижне, нели? Оти постои можност на вистина да прегори. Еве, штом тоа крчка, гледате, доволно му е. Ајде така. Тоа е тоа. Сега со лисјата ќе ја затворам. Скроз да го затворам. Да видиме пола. Едно ми треба за овде. Да го искројам ова, а другото е овде. И сега ќе налеам вода во истото тавче, каде што го потпршив црвениот пипер, малку да се стопли водата и веднаш ќе ја залијам усаката на 250 степени, мора да биде загреана рерната. Под фолија, значи ставаме фолија, оди во рена, штом почне да крчка, намалувате на 180. На 180 уште 40-45 минути нека си се крчка, ама битно е да тргне, значи со крчкање, потоа отварате уште 10 минути и готова е. Доволно е. Таа беше секако топла. Значи, треба да ја покријам. Оти има орис, нели орисот ќе пие. Ќе пие доста вода. Но и не треба да биде и водлеста, нели? Да. Ете така. Драги мои, вие останете со вкусот на традицијата, кога ќе испечеме ова мрзлива сарма од лозов лист, ќе седнеме на трпезата да ја пробаме заедно. Ете, драги мои, нашата мрзлива сарма се испече. Погледнете како е, како од разгледница. Значи, не можам да си изнагледам и видете ги како се сјајни ливчињата и колку ги заштитија јајцата и павлаката, значи да се пече се одеднаш. Леле. Погледнете. Убавина. Леле. Мераци. Ајде да видиме дали го добивме тој вкус што ни беше потребен на правата сарма. Мозок.
Нешто прекрасно. Прекрасно, браво. Ја послуживме и со една шопска салата, лепче, кој сака и патлиџан пресечен на 4. Прекрасно нешто, прекрасно. Да ви кажам, значи, кога немате време, кога брзате, а сакате да имате ручек, имате лисја од лоза, направете го овој специјалитет и уживајте, вкусот е идентичен. Значи, по желба, можете да ставите јајци и павлака, но и не мора да ставите, само покрите од озгора. Прекрасно нешто. На здравје се гледаме во следната епизода Вкусот на традицијата и знаете како велат? Само среќен човек може да шири среќа. Ако сакате среќно обкружување, бидете среќни, бидете вие тие што ќе ја ширите среќата. На здравје!